Илјадници мртви, разурнати згради, училишта, болници. Ваква е сликата во Газа повеќе од еден месец. Има ли спас и излез за повредените палестинци, странските државјани и лицата со двојно државјанство, кои се најдоа во обколениот појас? Има, но засега тоа е можно единствено преку граничниот премин Рафах. Да погледнеме зошто овој граничен премин е толку значаен. Рафах се наоѓа на јужниот дел на појасот Газа на границата со Египет. Од 2006-та, кога дојде до израелска блокада на палестинската територија, тоа е единствениот излез од Газа кој не води кон Израел и премин преку кој помошта може директно да дојде до Газа без при тоа да помине низ израелска територија. Другиот премин за луѓе, Ерес, кој е под контрола на Израел, не е во функција. По нападот на Хамас на 7 октомври, Израел го затвори и започна жестоки напади. Рафах остана единствена надеж за влез и излез од Газа. Контролата на Рафах ја врши Египет. За да се помине граничниот премин е потребна посебна дозвола. Рафах беше затворен неколку пати од страна на Египет за време на војните действија во Газа од 2008 до 2014, по војниот удар во Египет во 2013 и во 2021 кога беше затворен 120 дена. Граничниот премин Рафах меѓу Палестина и Египет на почетокот на ноември беше отворен по 3-неделна блокада од страна на Израел. На отворањето му претходеше договор меѓу Хамас, Израел и Египет со посредство на Катар. Со тоа се овозможи коридор за излез на странските државјани и лицата со двојно државјанство и влез на хуманитарна помош. Според податоците на Палестинската црвена полумесечина, преку Рафах во Газа секојдневно влегуваат во просек по 33 камиони хуманитарна помош.